Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Американскиот претседател Барак Обама домаќин на два самита еден по друг, на Г8 и на НАТО. Афганистан, Иран, но и состојбата на светската економија се очекува да бидат главни теми на состаноците во Вашингтон и во Чикаго. Следат најновите вести. Советникот за национална безбедност Том Донилон најави дека лидерите на групата 8 на дводневниот самит ќе дискутираат за глобалниот нафтен пазар, енергетските прашања, климатските услови, транзицијата на Блискиот Исток и Северна Африка, но и должничката криза во еврозоната. Донилон рече дека на самитот на НАТО во Чикаго сојузниците ќе расправаат за безбедносната транзиција во Афганистан, која ја оцени како суштински чекор во привршувањето на војната. Грчката политичка криза го покрена прашањето за евентуален излез на Атина од еврозоната. Грчката економија учествува со само 2% од севкупното стопанство на 17 члената еврозона, но ако Атина ја врати драхмата, последиците може да се почувствуваат ширум светот. Со оглед на актуелната политичка криза, главната дилема е дали Грција планира да се придржува до врските што произлегуваат од дадената финансиска помош од меѓународните институции. Ако Грција излезе или пак биде принудена да ја напушти еврозоната. Финансиската загуба за европските влади и банки ширум светот според проценките на меѓународни банкари ќе изнесува 1,3 трилиони долари. Други аналитичари предупредуваат дека излегувањето од еврозоната би било погубно за другите земји што се во долгови, како Шпанија и Италија, а тоа пак би можело да доведе до нова криза на светските пазари, што би имала ист ефект како оној што го причини банката Lehman Brothers во 2008, што доведе до глобална рецесија. Конечно, можете да станете акционер на Facebook. Од денеска компанијата на берзата во Њујорк почна да продава акции по 38 долари. Се очекува вкупната вредност на продадените акции да достигне 16 милиарди долари. Мајами Хит загуби од Индијана Пейсерс со 94-75. Резултатот во серијата сега е 2-1 за младиот тим од Индијана. Во продолжение на Newsflash, расте бројот на луѓето кои трчаат без патики. Велат ги намалува болките и ризикот од повреди. Мислењата на стручњаците се поделени. Прилог за босоногите тркачи. Ги зајакнува стапалата, но кои се опасностите? Мишел Мусачио почнала да трча без патики затоа што сакала да најде начин да вежба без болка. Ме болеа колковите, колената. Председателот на Сдруженијето на босоноги тркачи на Лос Анџелес, Кем Боб Сакстон, верува дека причината за болката честопати се патиките. Ни овозможуваат да трчаме невнимателно, да трескаме со стапалата по земјата, така што стресот да оди право во колената и колковите. Професорот Даниел Либерман од Универзитетот Харвард истражува како патиките го менуваат начинот на кој луѓето трчаат. Во интервју преку Skype за Гласот на Америка наведува дека од 30 до 70% од тркачите страдаат од повреди. Ги споредувал оние кои трчаат со и без патики. Вели, не треба толку да се подпираме на патиките, туку да внимаваме како трчаме. Тврди, босоногите имаат поздраво држање на телото кога трчаат, прават помали исчекори, тежината не им паѓа на петиците. Од друга страна, терапевтот Роберт Форстер, кој работел со олимпијките Джеки Џојнер Керси и Флоренс Грифит Џојнер, признава дека босоногите тркачи го јакнат стапалото, но предупредува дека тоа може да доведе и до повреда. Модринки по стапалото, особено на прстите, фрактури на малите коски, оштетување на тетивите. Тоа може да предизвика сериозни проблеми. И покрај се поголемиот број на босоноги тркачи, некои се уште се двоумат. Уплашена сум да не се повредам. Патиките ми даваат стабилност на стапалото. За оние кои сепак ќе решат да трчаат босоноги, професорот Либерман препорачува тоа да го направат постепено. Она што досега го правеа само владите, за прв пат ќе го проба приватна компанија. SpaceX на 19 мај ќе лансира ракета од Флорида што ќе понесе товар за меѓународната вселенска станица. Дали ова иднината на вселенските мисии?
Оваа анимација покажува што SpaceX очекува да се случи по лансирањето од Кейп Канаверал. Ракетата Falcon 9 ќе понесе капсулата Dragon, што носи товар за меѓународната вселенска станица. Капсулата потоа ќе се одвои од ракетата и ќе го започне патешествието до станицата. Ова е по прв пат приватна компанија да се обиде во таква мисија. Од SpaceX се искрени дека многу работи може да тргнат на погрешно со новата комплексна технологија. Dragon треба да се сретне со станицата што ја обиколува земјата секои 90 минути. Со помош на сензори, роботската рака на станицата треба да ја фати капсулата. Астронаутите на станицата имаат доволно намирници и нема да представува проблем ако контактот со Dragon не успее. Извршниот директор на SpaceX, Илон Маск, вели дека во основа се работи за роботски вселенски брод. Но не е дека некој го управува со џојстик или пак дека на бродот има некој што може веднаш да реагира. Dragon цело време носи одлуки за да осигура дека мисијата ќе биде успешна и представува софистицирана технологија. Администраторот на НАСА, Чарли Болден, е оптимист. Ако се оди по планот, тоа ќе биде почеток на целосно нова ера во која приватните компании ќе учествуваат во мисиите во долните слоеви на орбитата на Земјата, до меѓународната вселенска станица и други дестинации. НАСА користеше Space Shuttle за доставување опрема и намирници до станицата пред да ја пензионира флотата на овие летела минатата година. Американската вселенска агенција сега инвестира во приватни компании кои ќе го прават тоа и досега вложи $381 милион во мисиите на SpaceX. А во понеделник во Newsflash, прераното заминување на звездите како Майкл Джексон и Витни Хјустон само уште повеќе го привлече вниманието на кобниот спој на дрогата и забавната индустрија. Освен лесната достапност на наркотиците, што е тоа што ги прави познатите да станат жртви на зависноста? Не пропуштајте го понеделнички Newsflash. Во понеделник во Newsflash, гламур, но и прерана смрт. Зошто премногу слава некогаш чини глава. Гледате во понеделнички Newsflash. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com, а станете и наш пријател и на Facebook. Пријатна вечер. Се гледаме во понеделник.